Добар ден, криптоентузијасти. Како што најавивме, денеска ќе поразговараме за главната вест која што доаѓа утре, а тоа е CPI инфлацијата, која што треба да биде објавена во Америка за територија на Америка за месец септември, која што за жал е многу битна во однос на генералната глобална економија и која што многу битно ќе се одрази на криптопазарот, сакале ние или не. Ќе исполнеме побитните датуми за кои што мораме да обрнеме внимание во наредниот тек на месецот и на наредниот нормално, и дополнително ќе направиме анализа на чартовите, што е скоро секоја недела се обидуваме тоа да го направиме во среда, со тоа што денеска имаме посебна причина за да го направиме тоа, затоа што утре ќе биде објавен CPI индексот, ќе поразговараме што истиот значи, ќе поразговараме односно тоа каков ќе биде истиот, CPI и core инфлацијата, што истите ќе значат за пазарот. Генерално правиме анализа на пазарите, на традиционалните, на DXY индексот, на биткоин, како и некои новости кои што ги имаме во однос на генерално пазарите. Со тоа што некои од членовите ни помогнаа да најдеме дополнително некои информации, ќе напоменам, тоа е главната цел на каналот, да направиме мрежа на луѓе кои што ќе бидат на некој начин истражувачи во оваа сфера и кои што еден на друг ќе си помагаат во однос на добивање на нови информации за тоа како се движи пазарот, така да денес имаме посебно благодарам за еден од нашите гледачи кои што постојано допринесува со ваков тип на информации. Ќе дојдеме до моментот кога ќе поразговараме во однос на тоа што истиот допринел и ќе го пофалиме за тоа. Како што реков, секоја соработка со нашите гледачи е добре дојдена. Тоа е поентата на каналот, да направиме мрежа на соработници кои што ќе профитираат заедно на овој пазар. Сега, првенствено ќе почнеме од самата идеја на CPI инфлацијата. За оние кои што за прв пат го гледаат нашиот канал, кратко ќе објасниме што представува CPI инфлацијата на американско тло, посебно месец по месец и како исто да се одразува. Како што разговаравме претходно, Федералната резерва е она која што одлучува за тоа колкав ќе биде обемот на долари пуштен на светската и на американско тло, како и на глобално тло, со тоа што колку е поголема количината на доларите, толку е поголема и неговата инфлација нормално, колку одредено нешто повеќе се произведува, толку се намалува неговата вредност. Со тоа што моментално Федералната резерва со цел да ја намали инфлацијата на американско тло, кое што е моментално доста висока, тоа е уствари CPI индексот, се обидува со посебни rate hikes, односно со каматни ставки на ново принтаните долари кои што ги дава на пазарот, да го запре ова и на некој начин да повлече што може повеќе од количината на долари од пазарот назад. Со тоа се нарекуваат repo facilities, каде што фактички откако ќе се зголемат каматните ставки, сите оние кои што позајмуваат од Федералната резерва, а тоа се комерцијалните банки, монетарните фондови и слично, враќаат поголем дел од она што го позајмиле назад на Федералната резерва и на тој начин оваа количина на долари се враќа во repo facilities, каде што понатаму треба да биде уништена, со тоа се намалува количината на долари на пазарот, а се зголемува неговата вредност. Нормално, обратно пропорционално. Кога имаме повлекување на доларските вредности назад од пазарот, колку помалку се на глобална сцена, толку поголема е неговата вредност. Затоа имаме моментален раст на вредноста на доларот, за разлика од падот на сите останати валути, освен рублјата, која што е под санкции. Така да останатите паѓаат затоа што сакале ние или не, за жал, моментално глобална светска резервна валута е доларот, односно сите овие држави во светот за да направат одредена трговија помеѓу себе, мораат да користат долар, затоа што немаат помеѓу себно воспоставени, како да кажам, трговски линии каде што може да користат својата локална валута, како што например Кина и Русија го направија тоа. Со цел да не го користат доларот и да не зависат од количината на доларот на пазарот, Кина и Русија направија собствен механизам во кој што фактички тргуваат помеѓу себе со размена на рубли и јуени, наместо користење на доларот и практично доминација од страна на Америка на целиот свет, за жал, што моментално е вистина. Но нормално не може сите држави тоа да го направат, едноставно нема доволно моќ тоа да го направат и затоа проблемот не е за големите држави. Европска унија ќе преживее и со светски јак долар, но за разлика од тоа Замбија нема да преживее, Чад и Мали нема да преживеат. Јужна Америка скоро ниту една држава не може да преживее поради големината на доларот, затоа што многу голем дел од сопствениот буџет мора да го променат во долари за да може да тргуваат на глобално ниво, затоа што доларот е премногу скап. Тука наеднаш настанува светска рецесија поради големата практично
големината и јакоста на самиот долар. Сега, проблемот што е? Што Америка моментално не е гајле дали со тоа уствари ќе го бутне целиот свет во рецесија, што моментално се случува. Че гледате, еврото е на рекордно ниско ниво, значи дури пониско од самиот долар. Фунтата буквално достигна $1. Замислите, фунтата беше 1,8 во сооднос со доларот, па да речем година назад, за да дојде до практично исто ниво со самиот долар. Значи, замислите колку овие големи светски економии паѓаат, замислите ги помалите. Но тоа не е битно на Америка. На Америка е битно моментално да намали својата инфлација, затоа што инфлациониот индекс моментално во Америка се наоѓа на рекордно високо ниво. Она што не знам дали вие сте го следеле до нашиот канал до сега, но можеме да погледнеме. Значи, последен пат ваков индекс имаме во 70-тите до 80-тите, односно тоа е исто ваквата грешка каде што Федералната резерва не воспоставила каматни ставки доволно на време и поради ова доаѓаме до рекордно енормна инфлација, во случајов таму достигнала дури 15%. Овдека буквално бевме на пат тоа да се случи, но успеавме сега за сега барем да заоблиме на 9,2, ако не се лажем, беше највисокото што ја постигнавме, со тоа што 2 месеци поред инфлацијата паѓа. Прво падна во прилика 0,6, а вториот пат падна 0,3%, но се уште не е доволно. Зошто? Значи со каматните ставки кои што моментално Федералната резерва се обидува да ги да ги стави на принтањето фактички на нови долари, ги задолжува оние кои што позајмуваат да враќаат се поголема и поголема каматна ставка за тоа што го земаат и на тој начин да ја намалат потребата за позајмување од Федералната резерва, со тоа и да го намалат количеството на долари на пазарот и да ја вратат инфлацијата во ова поле од негде околу 2%, што според Федералната резерва е посакуваната цел. Сега она што го разговаравме, ако сте гледале нашите видеа за дно, значи ние најбитно е моментално да го заоблиме доларот, неговата вредност, како и инфлацијата и конечно да биеме корекција надолу, кое што се уште не сме ја добиле, но со оглед на тоа што се случува моментално на пазарот, јас верувам дека тоа ќе се случи наскоро. Сега ќе образложиме постепено зошто. Ова беше само вовед затоа што многу од луѓето кои што моментално гледаат каналот, ова е прв пат што гледаат вакво видео и едноставно не можеме да скокнеме директно и да почнеме да објаснуваме значи нели во стручните поими, затоа што многу од нив ќе се откажат веднаш со оглед на фактот дека не ги следеле нашите претходни видеа. Сега, значи прво мораме да поразговараме во однос на извештајот кој што беше донесен на почетокот на овој месец, тоа беше 2 октомври за вработеноста во Америка во месец септември. Значи овие два инструменти кои што ги има моментално да речем Фед на располагање, тоа е извештајот за вработеност како и извештајот за инфлација, се основните два инструменти кои што ги користи со цел да одлучи дали понатаму да ја крева каматната стапка, која што моментално е на значи 3,25, значи имаме 4 по 0,75 и 1 0,25, тоа е 3,25, значи моментално каматната стапка со 5-те последни качувања се качи на 3,25. Со тоа што, значи, тоа е одлуката дали и понатаму да продолжи да качува каматната стапка на позајмиците кои што ги дава на комерцијалните банки и значи зошто ги користи овие два инструменти. Колку повеќе качува каматната стапка, толку повеќе значи оние кои што се компании, да речем корпорации, се помалку се склони кон позајмување затоа што каматните стапки растат. Нормално дека ако Федералната резерва бара 3,25% назад од комерцијалните банки на сето она што го позајмиле, тогаш комерцијалните банки ќе бараат 15%, да речеме многу повеќе од физичките и правните лица кои што позајмуваат од нив. И колку повеќе Федералната резерва ги зголемува овие каматни стапки, толку повеќе и комерцијалните банки ги зголемуваат своите каматни стапки кон оние кои што позајмуваат од нив. Што значи дека се повеќе компаниите се склони кон значи зачувување на она што го има, не прават експанзии, не позајмуваат, не вработуваат нови луѓе, што треба да се одрази на значи на ситуацијата за вработеност, односно на извештајот за вработеност, кој што треба конечно да почне да се качува, односно невработеноста во Америка да почне да расте, но за жал значи е негативен за сите нас како инвеститори на пазарот. Зошто е тоа така? Значи моментално индексот на невработеност во Америка се наоѓа под 4%, што е рекордно ниво на невработеност во Америка, што беше уште од пред пандемијата и моментално, значи не само што е на рекордно ниво, значи претходниот месец имавме благо покачување на овој процент, односно имаше поголема невработеност во Америка. Значи во овој месец септември се намалила. Значи имавме 3,8% во август, сега имаме 3,5%, што значи дека 0,3% се намалила невработеност.
Што значи дека, како да ви обяснам, се повеќе и повеќе компаниите вработуваат, што е сосема спротивно на она што се очекува во ваква рецесија, која што моментално е настаната. Сега, проблемот е што ова Федералната резерва го гледа како знак дека и понатаму може да продолжи да ги крева каматните ставки. Зошто? Затоа што гледате дека, значи, моментално економијата е спремна да го издржи ова. Значи дека економијата се уште не ослабела. Значи ние се наоѓаме под 4%, што е уствари, како да кажем, исто како што е под 2% мета на Федералната резерва да ја држи инфлацијата, така под 4% е мета во која што се наоѓа оптималниот обем на невработеност на територија на Америка, кој што исто така Федералната резерва е задолжена да го одржува. Со што ќе напоменем уште еднаш дека ваков извештај нас не ни е поволен. Значи, во претходниот месец се креирани 263.000 нови работни места на американска територија. И со тоа се намалува невработеноста на територија на Америка, а на Федералната резерва тоа и покажува дека може уште да продолжи со rate hikes без да се плаши за економијата на Америка. И да напоменем уште еднаш, Америка не е гајле дали има инфлација, дали има рецесија, дали целиот свет страда поради тоа што доларот моментално е на рекордно висока вредност. Значи буквално не има гајле. Они се обидуваат да ја средат сопствената економија и за ништо друго не има гајле. Ако нешто поинаку ви е кажано, тоа значи дека ве лажат, да бидеме отворени. Така да вие моментално не гледајте тоа што целиот свет е во рецесија. Америка се обидува да се среди со сопствената инфлација и ќе продолжат да го прават тоа буквално поради оваа лекција овде, затоа што они претходно ја направиле таа грешка, каде што доларот достигнал, еве ќе ви покажам како изгледа кога ќе престанете предвреме со качување на rate hikes. Ево. Значи во 70-тите и 80-тите години, значи почнала да се качува инфлацијата и они помислиле дека rate hikes кои што ги поставиле, овие каматни ставки кои што ги поставиле се доволно високи и престанале, не само што престанале, туку почнале да ги враќаат, односно да ги намалуваат каматните ставки на оно што го позаемнуваат на комерцијалните банки. И гледате што се случило. За само неколку години имаме втор скок на инфлацијата на уште повисоко ниво. Затоа поучени од оваа ситуација, што ја гледате моментално овдека во 70-тите и 80-тите години, они нема да престанат и ќе продолжат да ги качуваат овие каматни ставки се додека конечно не го постигнат ово ниво кое што за нив е посакувано, тоа е од 2 до 3%. Значи можеби ќе се прилагодат на некој повисок степен како 4, не знам, предпоставувам, затоа што не можат да додат бескрајно вака, но сега за сега они немаат причина да престанат да ги додаваат овие каматни ставки. А со секоја каматна ставка долар се повеќе ја дига својата вредност и нормално, затоа што се е пресметано во долар. Значи да бидеме реални, вие сите овие средства кои што моментално ги поседувате како крипто, ги тргувате во спротивна вредност на долар. Значи ја не верувам дека можеби тројца од вас тргуваат во евра. Значи поголемиот дел од нас тргуваат во долар, сакале ние или не, затоа што највеќе воспоставени парови има во долар. Значи сите криптовалути ги има во долар, а многу ретко има да речем криптовалути кои што се тргуваат во евра, во јуени, во јени, во не знам рубли. Така да сакале ние или не, доларот е моментално светска резервна валута и е најкористена валута во тргувањето и затоа сите овие цени кои што ние ги гледаме моментално, затоа што постојано доларот расте, ќе продолжат да паѓаат. Тоа е првиот извештај за кој што треба да поразговараме, значи ова е крајно негативен извештај за нас како инвеститори, затоа што истиот означува дека значи невработеноста и понатаму се намалува, што и дава на Федералната резерва 50% од индикаторите кои што се потребни позитивни за да продолжи и понатаму со rate hikes. Втората, која што треба да ја видиме утре, е инфлацијата. Сега. Значи првата, она што постојано се обидуваме да го објасниме е, Федералната резерва е задолжена за две работи. Значи првата работа е да ја воведе, да ја намали инфлацијата на соодветно ниво, до каде што истата сака, а тоа е околу 2%, и втората е да ја одржува невработеноста на ниска вредност од оприлика 4%. Тоа се нивните мети. Значи првата, како што сега моментално ќе бидеме објасниме, е одржување на инфлацијата. Инфлацијата моментално се наоѓа на рекордно високо ниво во последните 40 години во Америка, нешто што досега не било видено, што е резултат на енормното принтање пари во текот на 2019-2020 година во времето на пандемијата со цел да и помогнат на економијата да не заостане позади останатиот свет. Сега, моментално таквата инфлација, значи можеме да видиме дека е на рекордно ниво. Значи, можеме да видиме дека истата се движи негде околу 8 до 9%, со тоа што имаме два пада од јуни, од 9,1 на 8,5 и од 8,5 на 8,3. Сега, ова го кажем и претходниот пат, ќе го кажем и сега. Значи, можно е да добиеме благ скок на пазарите,
доколку падот на инфлацијата е значителен. Значи имаме три опции во однос на тоа што можеме да очекуваме утре. Првата опција е дека ќе падне индексот барем 0,5% и повеќе, што е оваа ситуација овде од јуни до јули, кое што ни даде скок. Само да ви покажам. Значи од јуни до јули ние имавме само да го најдеме тој момент, чекај момент само. Се наоѓаме на дневна база, затоа е така. Значи од јуни овде до јули ние имавме солиден скок на пазарот нагоре, затоа што имавме пад на инфлацијата. Значи овој еден месец ние имавме скок на цените нагоре. Затоа што имавме значителен пад на инфлацијата, односно 0,6%. Во вториот дел, од јули до август, кога го добивме овој индекс од 0,2% пад, не е доволно, затоа што ова и понатаму внесува страф на пазарот, поради тоа што знаеме дека кога Федералната резерва ќе види дека падовите не се константни и не се со значителна големина, они и понатаму ќе продолжат да зголемуваат во големо темпо и во големи обеми, како што е 0,75% на каматните стапки, што значи дека се внесува страф на пазарот. Значи, ова треба да го гледате преку призмата на страф на пазарот. Каков исход ќе донесе повеќе страф на пазарот или помалку страф на пазарот? На тој начин ќе знаеме дали ќе имаме благо коригирање на пазарот нагоре или надолу, затоа што да не забораваме, ова е само еден степен од она што од целата слика што треба да ја видиме до Федералната резерва и низиниот состојок на 1 и 2 ноември. Значи 50% значи дека Федералната резерва ќе продолжи со покачување на каматните стапки и овие 50% што сега моментално треба да ги видиме ќе ни дадат целосна слика дали истата ќе качи и колку ќе качи во однос на каматните стапки кои што и се како инструмент. Значи доколку добиеме солиден пад од барем 0,5%, ние можеме да очекуваме релаксирање на пазарот и покачување на вредностите како на крипто, така и на останатите традиционални пазари, затоа што ќе се намали стравот на пазарот. Значи ако имаме намалување на инфлацијата за 0,5-0,6%, тоа значи дека конечно сме го добиле, значи јас би препоставувал затоа што од 9,1 имаме 8,5 па 8,3, замислите сега да дојдеме на 7,6. Значи јас би очекувал дека тоа е званичен знак дека навистина сме поставиле топ, односно врв на инфлацијата. Ако тоа е вистина, тоа значи дека конечно сме заоблили инфлацијата и дека постепено се враќаме надолу кон нормализирање, а со тоа и намалување на стравот на пазарот и официјално биткоин дно. Затоа што во моментот кога ќе утврдиме врв на инфлацијата, Федералната резерва веќе ќе нема официјална причина и понатаму да продолжи со воведување на нови каматни стапки и на тој начин не само крипто, туку сите пазари во светот ќе утврдат собствено дно и од тој момент ќе можеме веќе да се фокусираме на започнување на седен бул маркет. Но мораме да добиеме барем намалување од 0,5-0,6%, па дури повеќе, колку повеќе толку подобро. Ако добиеме мала стапка на намалување, како што ја да речеме од 8,3 до 8,1, јас верувам дека повторно ќе имаме таков страф на пазарот, затоа што знаеме дека ако е мала стапката на намалување, Федералната резерва и понатаму со оглед на фактот дека имаме многу добар многу добар извештај за работеност, истите и понатаму ќе продолжат да го да зголемуваат каматната стапка со цел да ја намалат инфлацијата се уште повеќе. Значи, тоа е јас барем, како еден од оние кои што го следи маркетот, нормално е доколку вас 50% од инструментите ви кажуваат дека имате право да го намалите и да го зголемите и понатаму каматната стапка, а инфлацијата ви покажува дека се уште не паѓа во солиден пад, дека не покажува званично паѓање, можете да го зголемите и понатаму 0,05, па можеби дури и за 1% цел. Така да поради оваа причина најдобро за нас би било, за да се релаксираат малку пазарите, барем до Федералната резерва на 1 и 2 ноември, кога ќе има следен состанок, би било да добиеме 0,5-0,6% намалување на инфлацијата, што би значило релаксирање на пазарот и негова корекција нагоре. Доколку добиеме помала корекција од ова, јас верувам дека повторно ќе се појави страф на пазарот и луѓето ќе сакаат да излезат, затоа што ќе се очекува поголем пад кога ќе дојдеме на состанокот на 1 и 2 ноември, кога и самата Федерална резерва сигурно ќе постави поголем процент на каматна стапка, односно зголемување на каматната стапка. И значи најлошата варијанта за нас е зголемување на каматната стапка. Извинете, на инфлацијата. Значи доколку се зголеми инфлацијата од 8,3 да речеме добиеме 8,5 или колку и да е повеќе од тоа, значи замислете па ако е званично зголемувањето 0,5%.
тогаш имате уште полоша ситуација каде што вработеноста ви покажува самите извештаи дека Федералната резерва има огромно одврзани раци да понатаму да продолжи да го зголемува каматните стапки. Значи, вие имате најлоша можна ситуација на пазарот каде што луѓето се веќе исплашени поради тоа што доаѓаат овие избори во ноември, каде што не се знае кој ќе го превземе водството, не се знае како понатаму тие што ќе го превземат водството ќе гледаат на крипто, затоа луѓето генерално се многу исплашени од тоа кој ќе биде следен, а да не забораваме тоа исто и за традиционалните пазари. Дополнително на тоа вие имате зголемување на инфлацијата, која што уште толку ќе натера Федералната резерва да ги зголеми каматните стапки и тоа ќе биде уште поголем колапс на пазарите како и на криптопазарите, но ако мене ја прашувате, мене тоа супер ми одговара. Значи, криптопазарите не одат нигде. Сега не знам за вас, јас како водач на овој тим и како да речем еден од оние кои што ги прават анализите за целиот тим, значи криптопазарите не одат нигде. Колку е помала цената по која што ќе можеме да купиме, толку подобро за нас како инвеститори за следниот bull market. Така да мене ако ме прашувате колку повеќе се зголеми инфлацијата сега и колку повеќе ги натера Федералната резерва да ги зголемат каматните стапки, толку подобар и поголем ќе биде падот на традиционалните пазари заедно со крипто, што јас верувам ќе биде последната капитулација што нас ни е потребна за да можеме да утврдиме дно. Така да мене не ми е страф ако биткоин се најде на 17 на 15.000 воопште. Мене тоа го гледам како и понатаму соодветна шанса да можем да купам уште повеќе. Затоа имаме 50% од нашето портфолио спремно за буквално овој последен сегмент од да речем од падот кој што го очекуваме пред следниот bull market. Со тоа што не можеме да заборавиме дека е битна и кор инфлацијата. Ако се сеќавате до сега, тоа неколку пати го има објаснено, ќе го објасниме на кратко уште еднаш. Значи CPI инфлацијата е инфлација на сите добри услуги на една територија, додека кор инфлацијата е истиот овој индекс од кој што се одземени цените на горивата и цените на храната. Значи на тој начин кор инфлацијата представува многу постабилен и ова е еден од оние инструменти кои што многу повеќе се користи од страна на Федералната резерва, затоа што знаеме дека храната и горивата, посебно во оваа моментално економска зима во која што храната и горивата се најзначајни и највеќе флуктуираат на пазарот, на тој начин инфлацијата е многу понепредвидлива со оглед на фактот дека дури и сите добра да бидат со одлична цена, ако храната и горивата се премногу скапи, тогаш самата инфлација ќе се качи без разлика дали се е со нормална цена. Затоа како постабилен сегмент, како постабилен индикатор, ја земаат кор инфлацијата од која што се извадени горивата и храната. Затоа гледаме дека и кор инфлацијата е многу помала. Значи таму имаме отприлика 9% инфлација, додека во кор инфлацијата истата не се качила повеќе од 6,5%. Со тоа што последниот месец проблемот не беше CPI инфлацијата која што имаше мало намалување, беше кор инфлацијата која што имаше зголемување. Сега ваквото зголемување од 0,4% на кор инфлацијата е уште полошо од CPI инфлацијата, затоа што кор инфлацијата е онаа која што е постабилна од CPI инфлацијата. И замислете кога постабилниот индикаторот за инфлација ви се качува за 0,4% и покрај сите каматни стапки. Значи ова е она што ги исплаши сите моментално инвеститори и затоа традиционалните маркети како S&P 500, како Nasdaq, како останатите направија ново дно и продолжија со bear маркетот надолу. Затоа што CPI индексот е многу позначаен за Федералната резерва кога одлучува дали и понатаму ќе стави нови каматни стапки. Со тоа што, како што кажавме, значи следниот ќе биде на 1 и 2 ноември и последниот на 13 и 14 декември. Но овој во ноември е многу побитен затоа што истиот доаѓа точно пред midterm elections кои што треба да бидат одржани на 8 и 9 ноември. Сега, што се очекува во однос на следниот состав? Значи, прво да се разбереме, со ваквиот извештај за вработеност можеме да очекуваме покачување 100%. Работата е колку големо ќе биде тоа покачување. Со тоа што, значи 3,25% моментално представува стапката каматна на се што е позајмено од Федералната резерва на комерцијалните банки. Со тоа што моментално, значи investing.com има посебна анкета во која што учествуваат илјадници, нели, корпорации, инвеститори и слично и кои што даваат своје мислење за тоа што се очекува за следна каматна стапка. Со тоа што колку е поголема каматната стапка, толку повеќе ќе се зголеми значи цената на доларот затоа што ќе се намали количината. Значи колку е поголема каматната стапка, толку повеќе се обесхрабруваат комерцијалните банки и монетарните фондови да позајмуваат затоа што колку е поголема каматната стапка, толку повеќе треба да платат за ваквата позајмица. Што значи во истата ситуација, колку е поголема каматната стапка која што ќе се воведе повторно за следниот месец во ноември,
толку повеќе ќе се зголеми повторно доларната вредност преку DXY индексот и можеме да очекуваме и понатамошно паѓање на пазарите во светот. Сега, моментално гледаме дека имаме само 20% во кои што луѓето очекуваат дека ќе се зголеми каматна стапка за 0,5%, за да стигне до 3,75%. Со тоа што имаме околу 80% кои што веруваат дека ќе биде 0,75 како и досега, затоа што имаме 4 покачување за 0,75% на каматна стапка за да стигне до 3,25, со тоа што 80% од инвеститорите сметаат дека ќе дојде и до 4, што е 0,75. Сега, позитивна инфлација, односно ако понатаму продолжи да расте, да речеме дека на пример утре ние добиеме инфлација наместо во случајов 8,3, замислете да добиеме 8,7, 9. Може да очекувате дека директно ќе биде 1%, што значи дека ќе имаме уште поголем масивен пад на пазарите. Значи, овдека ви кажувам, ова што го гледате моментално, ќе се смени утре значително, затоа што утре после знаењето на каматната стапка, на инфлационата стапка, дали се зголемила или се намалила или останала горе-доле непроменета, значи ова ќе се промени максимално. Така да утре, доколку добиеме зголемување на инфлационата стапка, за значителна, да речем 0,5-0,6%, може да очекувате дека веднаш оваа цифра ќе се промени во 4,25 и дека ќе се очекува цел 1% зголемување на каматните стапки на се што е позајмено во долари. Така да, значи, ова што моментално го гледате е мислењето на инвеститорите пред да биде изнесена инфлационата стапка. Така да имајте го тоа во превид, утре ова ќе се коригира. Ние нормално понатаму ќе направиме повторно видео во кое што ќе кажеме како е моментално ситуацијата пред самиот состанок на Федералната резерва, но го имајте го тоа во предвид. Значи се е дали имаме поголем или помал страф на пазарот. Ова се варијантите, значи ќе напоменам уште еднаш, намалување на инфлационата стапка за значителна количина како 0,5-0,6 и повеќе, ќе значи намалување на пазарот, на стравот на пазарот и враќање на инвеститорите. Луѓето ќе почнат повторно да купуваат, макар и на кратко време, значи макар и тоа да биде до ноември, ќе имаме раст на самиот пазар. Доколку имаме незначително намалување на пазарот за 0,2, 0,3 да речеме на самата инфлација, тоа значи дека каматните стапки не се доволно и повторно имаме поголем страф на пазар, затоа што сите ќе очекуваат да имаме поголема каматна стапка, односно зголемување на каматна стапка на овој состанок, и зголемување на инфлацијата е најлошата варијанта во која што ако имаме значително зголемување на инфлацијата, тоа значи дека каматните стапки не се доволно и тоа може да ја натера Федералната резерва не само што ќе ја зголеми за 0,7, туку и за многу повеќе, можеби и за 1%. Така да тоа би добило уште повеќе страф на пазарот. Тоа се основните работи кои што мораме да ги знаеме во однос на утрешната инфлациона стапка, пред да продолжиме да разговараме за било што друго, со тоа што мораме исто така да обрнеме многу внимание на кор инфлацијата, затоа што во вестите нормално прво испаѓа CPI инфлацијата, која што е многу појавна, за разлика од кор инфлацијата која што вие сами мора да ја прегледате, да ја проверите. Сега, после ова ќе направиме анализа на тоа што се случува на пазарите и ќе видиме што да очекуваме во однос на тоа што го гледаме од техничката анализа, па ќе поразговараме околу сите оние дополнителни страни кои што ни помагаат за сентиментот на моменталната ситуација. Но пред да продолжиме, ќе напоменам уште еднаш. Јас верувам дека ова, значи 8 ноември и midterm elections кои што ќе се одржат на 8 ноември 2022 година, ќе биде можеби главниот двигател за последниот пат на сите пазари, вклучувајќи го и криптопазарот. Значи, за оние кои што не ги гледале нашите претходни видеа, јас ќе се вратам и ќе ви покажам, значи како тоа изгледало на месечно ниво. Значи, затоа што е на секој 4 години овие midterm elections, чисто да напоменам што уствари тие значат. Midterm elections представуваат избори во кои што се бира поголемиот дел од Сенатот и мал дел од, значи нели они имаат фактички два представителни дома, во кои што едниот целосно се избира, а во другиот се избира, да речем 40 или 50, сега не знам точно, но многу голем дел од представниците на граѓаните на Америка се изменуваат и не се знае кој ќе има мнозинство, дали ќе имаат републиканците, дали ќе имаат демократите. Затоа во овој, значи само да ви објаснам од каде се тоа потекнува, значи не е само да ви кажам да има midterm elections, сигурно ќе се паѓа или сигурно ќе расте. Значи причината е поради тоа што вие како инвеститор во Америка сте или повеќе приврзан кон едната или повеќе приврзан кон другата страна. И вие не можете да знаете кој од овие две страни ќе добие поголема поддршка во следниот мандат од 4 години после овие midterm elections. Што значи вие подобро е да се исклучите од пазарот моментално, да ги повлечете вашите средства и смените во долари, се додека не утврдите кој ќе биде следниот на власт.
и нормално после тоа соодветно инвестирате. Доколку е вашата страна, веднаш ги враќате средствата внатре, доколку не, сте поконзервативни, нормално нема да брзате со оглед на фактот вика не знаете како спротивната страна би делувала на вас и на вашите бизниси. Значи многу едноставно е. Оттаму е потекнува овој страф кој што се појавува пред midterm elections, затоа што имаме целосна промена на политичката сцена во Америка. Сега. Значи, ние треба да ги поредиме моментално ноември 2018 и ноември 2014 година наназад, за да видиме како тоа се прво да видиме како се одразило на традиционалните пазари, па потоа ќе видиме што се случило со криптопазарите. Значи 2018 година ноември, тоа е претходниот midterm elections, да видиме што се случило. Значи тоа е јануари. Оно што го покажаме претходно. Гледайте. Ноември и декември, значи ова е тоа што поради midterm elections ние имаме масовен пад, значи масовен пад од гледайте, значи гледайте што се случило до овој сегмент овдека, че имаме 16, односно 17%. 17% пад за традиционален пазар во случајов S&P 500 индексот е огромна количина. В 2014 година ноември, да видиме што се случило тогаш, значи ова се тие исти midterm elections и како исти да делувале на пазарот. Гледайте. Значи само да ги најдете. Гледайте. Значи ноември до декември, иако овдека немаме комплетна нестабилност на пазарот, но гледайте, веднаш после самите избори повторно имаме пад на пазар. Иако овдека не е толку голем како во 2018 година, да видиме како тоа се одразило моментално и на биткоин, чисто да видиме за разлика, нели? На тој начин фактички учиме, затоа што можеме да видиме што се случило претходно и според тоа да се водиме што би очекувале во следните фактички во следната иста ситуација. Значи, ноември, овдека, гледайте што се случило, че катастрофа. 2018 ноември имаме пад на пазарите, посебно на биткоин, гледайте, само за тој месец, него ни земам декември во обзир, 41%. Че тоа е за последните midterm elections кои се случиле во Америка. 41% со што веднаш после тоа се добило дното на биткоин пазарите и да видиме од 2014 година, можам да ви кажам веднаш кај. Значи 2014 октомври, иако ноември сме имале краток раст, значи гледайте. Гледайте што се случило веднаш после ноември. Дното на пазар. Значи две midterm elections претходно утврдува точно дното на пазар. Значи веднаш после тоа било утврдено. Иако тоа не значи дека ќе биде овој пат правило, тоа е нешто што досега се покажува како вистинито и мораме да го земеме во предвид. Односно затоа и ги чуваме овие 50% во случај на вистина да добиеме паѓање на пазарот, коригирање, затоа што гледате, значи два пати поред, веднаш после утврдување на midterm elections, ние сме утврдиле и биткоин дно, и дно на тамошниот bear market. Што дополнително, значи доколку се вратиме на само да ви покажам една интересна работа, тоа беше во не е отворен тој чарт. Значи, што кореспондира со нешто што претходно го објаснувавме. Значи, ова е оној чарт кој што го користиме за генерално кои се уствари временските мерки помеѓу циклуси. Ако се сеќавате неколку пати до сега сме го објасниле, сега повторно ќе го нормално искористам, само чисто да видите дека исто и ова се совпаѓа. Значи, имаме многу работи кои што се совпаѓаат, дека на вистина биткоин дното се уште не е остварено и дека наскоро ќе го видиме самото биткоин дно. Само да го вратам во нормала. Значи, во случајов нас не е потребно ништо, освен на месечно ниво да ги видиме. Значи, она што ви го кажував, од официјално утврдување на врв имаме отприлика 13 или 14 месеци до утврдување на дно. Веќе го разговаравме ова, јас чисто ќе го покажам за оние кои што не го следеле нашиот канал до сега. Значи, ова не пише на правило, но самиот циклус го покажува тоа. Значи, гледайте, од утврдување на врв имаме отприлика 14 месеци до утврдување на дното официјално на пазарот. Истото се случило, значи тоа е 2013, 2017, значи гледайте, од утврдување на врвот до дното 13 месеци и моментално, значи 13 месец би бил декември или евентуално јануар од утврдување на официјално топ. Значи и тоа дополнително ни покажува дека покрај midterm elections, значи самите циклуси до сега прилика толку траеле во однос на утврдување на дно и утврдување на врв. Така да генерално ова уште толку кореспондира со утврдување на биткоин дно. Затоа и не брзаме, затоа и се уште чуваме 50% од нашето портфолио во случај ова да се поклопи и во овој циклус. Значи ние се наоѓаме на одлична ситуација моментално, дури да купиме во овој момент, дури да не го чекаме
дното. Но зошто да некога навистина имаме шанса тоа да се случи и гледаме дека има се повеќе и повеќе, значи показатели дека навистина дното се уште не е утврдено, че имаме негативни работи на пазарот кои што и понатаму може да го бутна пазарот уште подлабоко, што е она што го чекаме за да се припремиме уште подобро за следниот бул маркет. Со тоа што дополнително овдека морам да покажам уште една битна работа. Значи, еден од нашите гледачи, кој што навистина постојано помага на нашиот канал, значи има нешто што ја навистина сум го научил од него до сега многу пати. Значи, ова е информација која што он ми ја посочи. Александар Митич, благодарам многу како еден од најредовните гледачи на нашиот канал. Значи, ова е уствари негова информација заедно со уште два индикатори кои што ќе ви ги покажам следно. Значи, ова е многу битна информација која што се совпаѓа со она што досега го разговаравме, дека навистина во овие неколку месеци следни ќе утврдиме она капитулација конечна на биткоин и официјално биткоин дно, а тоа е дека Mt. Gox, значи оние кои што се малку постари во овие води, знаат што е Mt. Gox, тоа е уствари менувачница која што имаше проблем, која што изгуби голема количина на биткоин, со тоа што Mt. Gox, значи до сега се уште немаше исплатено на оние кои што им должи, значи ова е менувачница во Јапонија, која што беше и најголемата и прва менувачница за биткоин, за оние, значи во тоа време немаше друга. Со тоа што, значи оваа менувачница должи 141.000 биткоин и оприлика 142.000 биткоин кеш, кои што треба да ги врати на оние кои што ги чувале овие валути во неа пред самиот хак, пред да ги изгуби овие средства. Со тоа што многу битна работа е тоа што значи самиот Mt. Gox компанијата и моментално оние кои што се обидуваат да ги вратат овие средства, вели дека значи ова ни го посочи господинот Александар, уште еднаш ви благодарам многу за ова навистина многу значи и за нашата публика. Значи дедлайн, односно крајниот рок за поднесување апликации за оние кои што имаат изгубено биткоин во оваа менувачница е 10 јануари 2023 година. Што повторно, значи еве да ве прашам вас, ако вие имате количина од 141.000 биткоини, дали вие би се дрзнале да ја дадете кога ќе биде на највисока цена или на најниска цена со оглед на фактот дека ќе изгубите најмала количина на кеш, затоа што вие сте се одолжиле кога цената на биткоин била на најниска можна цена во одреден циклус. Значи ова затоа што зборуваме за крајни професионалци кои што верувам дека значи никој не држи 141.000 биткоини така. Најчесто овие луѓе се некои што навистина ги разбираат пазарите. Така да, несомнено ова не е за џабе определен период, 10 јануари, каде што цената на биткоин се очекува да биде максимално ниска затоа што они треба да ги практично да ги вратат овие пари, но нормално ако треба да вратите ќе гледате тоа да го направите со најмал трошок по вас, нормално како организација. А тоа каде би било во криптопазарот? Во апсолутното дно на биткоин циклусот. Така да, значи уште еднаш ова ни покажува дека ваквиот крајен рок на 10 јануари во кој што до крајот на јануари треба да се исплатат овие 141.000 биткоин и 142.000 биткоин кеш е уствари уште еден показател дека дното наскоро доаѓа, затоа што ако ова било дното, они сега ќе го направат тоа. Најчесто овие луѓе знаат точно што прават. Верувам дека и они би го чекале истото тоа да помине midterm elections, да направиме уште еден краш, претпоставувам понатаму, пред да ги вратат оние кои што ги должат биткоин и биткоин кеш, кои што би биле многу поевтини и многу помала сума на пари би требало да вратат ако на пример биткоин падне од 20.000 на 17, на 15.000, па Господ знае можеби и на 10. Значи, замислете колку помалку пари ќе треба да вратат ако 25% од моменталната цена се намали. Затоа, кога гледаме ваков тип на големи организации кои што организираат ваков тип на враќање на долг во јануари, не е тоа несомнено, значи они го прават тоа со причина. А најчесто овие луѓе знаат многу повеќе од мене и од вас, и затоа многу е паметно да се следат ваков тип на организации. Затоа уште еднаш за оваа информација му благодарам на господинот Александар, че ова е навистина нешто што вреди на каналот и ќе напоменам уште еднаш. Ова е тоа што ние го очекуваме од нашата заедница, да соработуваме заедно. Секоја информација која што ви имате, ние со задоволство ќе ја споделиме на нашиот канал, доколку навистина вреди. Следна информација која што исто дојде од овој гледач на нашиот канал е користењето на оваа формација на биткоин логаритмичкиот чарт, каде што моментално гледаме дека биткоин се наоѓа во, значи гледате дека овој канал кој што тој ни го воочи, значи навистина ние не го најдовме, он ни го воочи, потекнува уште од самиот прв циклус во 2012-2013 година, каде што гледаме дека истиот канал
значи официјално представува дно на два до сега bear маркети во 2014 и во 2018 година, со тоа што сега моментално се наоѓаме точно на границата на овој канал, што гледаме дека до сега два пати и да испаднала цената под него, тоа било многу кратко, и дека дури и да се наоѓа само на самата долна граница, значи гледате, од овој дип па до следниот веќе, значи гледате, значи само да се наоѓа на долната граница. Значи он се зголема 30% до следниот дип затоа што се наоѓа на долната граница на овој канал. Значи гледате како кога ова представува долната граница на следното движење на биткоин, гледаме дека и понатаму, значи кога би допрела овдека моментално, каде што моментално е цената, и ако имаме повторна корекција и се случи повторно допирање, ние веќе ќе бидеме во огромна количина во профит нагоре. Затоа велам дека сме многу блиску до дното и овој канал тоа ни го покажува. Значи зборуваме на најглобално можно ниво кое што го имаме на биткоин, че овој канал од целото негово постоење, кој што досега постојано е испочитуван. Јас верувам дека нема голема причина истиот да не биде испочитуван и понатаму, така да останува да видиме, но ова е уште една работа која што ни покажува дека се наоѓаме многу блиску до дното на овој биткоин циклус. Значи ова е една генерална слика на тоа што се случува. Исто така од господинот Александар, ви благодарам многу за соработката, и уште една последна работа која што истиот ни ја покажа, која што исто така јас не ја воочив, а тоа е оваа парабола по која што моментално се движи цената на US доларот, DXY индексот, која што моментално можеме да видиме, значи исто така од него воочена, која што јас на вистина не ја приметив, јас се видов, но ова не го видов, дека цената на самиот DXY се наоѓа во параболично движење, пошто пробивање на оваа парабола надолу би значило официјално утврдување на врв на DXY индексот. Јас истото ќе го, значи ова нели нормално како една од оние посебни чартови кои што ги водиме, ќе го запамтам и ќе продолжиме да го следиме затоа што ова е исто така еден од оние индикатори. Значи околу парабола ќе разговараме друг пат, ќе направиме соодветно видео за тоа како се определува парабола, но идејата на параболата е дека оваа параболична линија моментално покажува значи гледате како само се точно во секој сегмент од параболата е испочитувано и секоја корекција е буквално скок од самата парабола нагоре, со тоа што и овдека имавме уште една корекција, уште едно допирање. Значи верувам дека се наоѓаме во најгорниот дел од самата парабола. Гледате само колку нагорно е веќе движењето на доларот, но не можеме да разговараме за паѓање под оваа парабола се додека и понатаму Федералната резерва ги зголемува каматните стапки. Она е една од работите кои што сакам навистина да ги земете во предвид. Сега ќе поразговараме за DXY индексот, но ова е една од работите кои што ни ги покажа господинот Александар и со тоа ќе го запамтиме и ќе го чуваме за понатамошно наблюдување, затоа што и ова е еден од оние индикатори кои што може да ни покажат кога се наоѓаме блиску до утврдување на врв на DXY индексот, затоа што ако се сеќавате, тоа се последните два индикатори кои што ни се многу битни и кои што ни фалат во однос на утврдување на биткоин дно, а тоа беше утврдување на инфлацион врв и утврдување на врв на DXY индексот, што ова може навистина да ни помогне да го утврдиме. Сега да се вратиме на кратка анализа на DXY индексот и на SPY индексот на традиционалните пазари. Првенствено DXY индексот кој што ни е најбитен, значи мораме да видиме што ни покажува техничката анализа. Техничката анализа ни покажува дека моментално имаме нагорно движење параболично страшно и дека не покажува никакви значи да кажам знаци на запирање. Значи гледате колку е оверсолд. Значи зборуваме за заоблување на правот на моментум, на се уште немаме званичен значи преклоп на базичната и сигналната линија за да можеме да очекуваме придвижување на овој бран надолу, а и тоа да се случи, оваа црвена точка би требала да се задржи од цел еден месец, за да можеме да кажеме конечно добиене знакот дека моментумот почнува да се движи надолу. Гледаме дека имаме страшно придвижување на money flow нагоре, VWAP се уште не коригира под нулата, 100 RSI, да не кажам, че 100 RSI е на вредност со 100 уште од 1 октомври и 1 октомври 2021, значи скоро една година се наоѓа на 100%, RSI е на многу висока вредност, но се уште не сме утврдиле топ. Значи сега ќе ви покажам. Утврдување на ова во 2020 година, значи овој врв во 2020 година на месечно ниво е точно почетокот на бул маркетот на сите криптовалути. Утврдување на топ 2017 година представува
точно почетокот на bull market на сите криптовалути. Значи гледате, ова не е коинциденција. И гледате претходно колку само бил низок степенот на RSI. Гледайте, сега моментално се наоѓаме многу оверсол, до 80, и повеќе од 80. Што значи дека овој врв ќе биде и многу посолиден, затоа јас верувам дека ваквата корекција на DXY индексот од овие вредности надолу ќе значи многу појак bull market, затоа што гледате претходните bull маркети, гледате колку била вредност. Достигнала 103, а се вратила до 90. Достигнала, значи ова се двата претходни bull маркети овде. Достигнала 103, а се вратила повторно негде до околу 90. Замислите кога од оваа вредност 114 ќе се врати надолу негде на 90. Значи замислите колку повеќе ќе бидат вредни валутите, криптовалутите, кога ќе имаме ваков масивен пат на доларов во следниот циклус. Но прво мораме да дојдеме до тој степен. Со тоа што на глобално ниво, како што рековме и претходно, самиот индекс на доларот се движи во овој огромен канал и постојано се движи надолу, со тоа што се уште не сме дошле до горната граница на овој канал, значи која што е негде од прилика околу 117 до 118 вредност на овој индекс, и гледаме дека се наоѓаме исклучиво по горната граница на Болинџер бендот, значи се што моментално го држи DXY индексот во волку силен тренд е Федералната резерва и низините каматни стапки, да се разбереме. Значи нема друга причина поради која што се уште не сме утврдиле врв, верувајте ми. Неделно ниво, значи на неделно ниво, како што можеме да видиме исто, значи овдека на неделно ниво ќе не е ни за верба. Значи како што рековме претходно, имаме 1, 2, 3, 4, 5 локални врвови, со тоа што има еден, значи како би рекле, major, значи голем локален врв. Но се уште гледаме дека бранот на моментум е исклучиво во горна линија, значи се уште нема намера да се врати. Секоја претходна корекција каде што сме добиле црвена точка на преминување на базичната сигналната линија надолу, била брзо коригирана нагоре, со тоа што значи се уште немаме, како што рековме, се додека не дојдеме до момент каде што Федералната резерва би забавила со каматните стапки, јас не гледам причина зошто DXY индексот би утврдил свој врв, затоа што се повеќе и повеќе расте довербата во самиот долар, со тоа што на дневно ниво на краток рок ни дава најјасна снимка за тоа каде се наоѓаме. Она што претходно го правевме анализа, значи буквално се наоѓаме на долната граница на овој канал повторно. Значи ако сте ги следеле нашите анализи, овој канал е дефиниција на движење на DXY индексот уште од мај 2022 година. Значи прво се движевме во него за да се коригираме под него, со тоа што моментално, значи од последната корекција, значи од овде па нагоре до претходниот врв кој што успеа да го направи на 115 вредност, каде што бевме во истиот канал, че гледате имаме обиди за влегување, конечна корекција, влегување во каналот, повторно излегување од каналот, за жал каналот не е како дефиниција моментално, со тоа што, значи од претходното дно до локалниот врв кој што го оформивме на 115, значи направивме успешна корекција негде близко до 50% Фибоначи. Значи, она беше тоа што го кажавме во претходното видео дека очигледно корекцијата е завршена и гледаме дека веќе имаме последователни 1, 2, 3, 4, 5, па и денес може да го сметаме 6 дена на позитивна акција на DXY индексот, за тоа што повторно горната граница се наоѓа на долниот дел од овој канал. Значи, јас верувам дека доколку добиеме позитивна инфлација, значи во случај кога самиот индекс нагоре на инфлација се качи, јас верувам дека многу од луѓето ќе прибегнат кон доларите само поради тоа што ќе знаат дека каматната ставка во Федералната резерва ќе биде многу поголема и повторно ќе имаме качување на индексот. Значи имаме бранот на моментум е повторно во нагорна линија, RSI е 61, се уште не е оверсолд над 70, overbought, извинете, сток RSI исто така не е ни на 50, значи гледате имаме солиден потенцијал за движење нагоре на дневно ниво, што дополнително може да се круниса во однос на тоа како утре ќе се покаже инфлационата стапка. Значи ви кажав, намалена инфлационна стапка колку повеќе, толку подобро за нас како инвеститори на краток рок, затоа што повторно ќе имаме, јас верувам уште една капитулација која ќе дојдеме до 1 и 2 ноември на состанокот и зголемена инфлација ќе биде многу лош знак за нас затоа што ќе имаме поголем страф на пазарот. Ако имаме страф на пазарот, луѓето бегаат кон фијат, односно бегаат кон званични валути, каде што се осеќаат многу посигурни и истите нудат нели во моментов многу подобра вредност. Така да тоа е оприлика DXY. Значи, пак ќе кажам, не забораваме дека на следниот состанок на 1 и 2 ноември ќе очекуваме
па да кажам следна каматна стапка, како што рековме, од барем 0,75%, што уште толку ќе го забрза качувањето на DXY индексот, но јас верувам дека званично не би поминал преку 118, што представува горната граница на овој огромен канал во кој што се движи уште од неговото создавање. Така да, нели, останува да видиме дали ќе биде тоа реалност, но во секој случај моментално, како што кажавме, во она лов на дно, значи ние буквално го ловиме дното. Ова е веќе да се најде само најдобрата позиција во која што можеме да влеземе на пазарот за да направиме најдобар профит. Значи ова веќе не е дали сме во добра, ние сме во одлична позиција, но се обидуваме да ја најдеме најдобрата позиција во однос на тоа каде се наоѓаме на пазарот и најдлабокиот дел од пазарот за да можеме да постигнеме најголем профит во следниот bull market. Во однос на SPY индексот, значи можеме да видиме дека за разлика од биткоин, оно што го кажувавме постојано, значи биткоин за разлика од SPY, Nasdaq и останатите званични традиционални индекси на пазарите, значи гледате, биткоин не направи ново дно, но за разлика од тоа SPY и Nasdaq направија ново дно. Значи гледате, имаме повторен пат од претходниот, во случајов од оној пат кој што го имавме во летото. Сега моментално има повторен пат надолу после оваа корекција, каде што во биткоин чартот тоа не се случи, што значи дека моментално биткоин прави outperform, е во многу подобар перформанс за разлика од традиционалните пазари, што е многу добро за криптопазарот. Значи моментално ова е прва верзија во која што криптопазарот е постабилен од традиционалните пазари. И мене тоа навистина ме радува. Ако ме прашувате, значи ваквата стабилност на криптопазарот мене ми покажува дека има многу подобра иднина за разлика од традиционалните пазари и нели, хартија од вредност и слично. Со тоа што SPY индексот во генерална анализа, доколку го погледнеме, ќе се вратиме на неделно ниво прво, можеме да видиме дека истиот се наоѓа во овој паѓачки канал, кој што јас верувам дека ќе биде дефиницијата во која што ќе се утврди, значи до каде истиот ќе се коригира пред конечно да пробие над овој канал и да почне нов bull market, но тоа нели ќе потрае, со оглед на фактот дека кога ќе погледнеме на месечно ниво, значи се враќаме на онаа анализа која што ја правиме веќе уште од почетокот на самиот канал, дека званичната FIB ретракција, да кажем, или FIB корекција од претходниот bear market во 2020 година, значи од овој bull market до сега сме стигнале 50% во корекција, што е масовна корекција и јас верувам дека најчесто 50% во акумулационо поле заедно со овој локален врв ќе бидат моментот каде што ќе направиме пресврт. Значи тоа повторно би имало потреба да се случат, да речам, наредниве 2 месеци, овие midterm elections и слично, овој страф на пазарот кој што треба да помине, со цел конечно да започнеме нагорно движење на овој индекс за следниот bull market. Значи не е толку страшно колку што изгледа, но ова мора да го гледате како шанса за купување. Ова не може да го гледате како никогаш нема да се вратат пазарите назад. Значи не заборавајте дека пазарите имаат циклуси и не може да очекувате дека пазарот ќе оди само нагоре. Ако пазарот оди само нагоре, тоа е многу лошо. Значи затоа што следниот пат ќе биде многу поголем. Затоа, значи нормално да имаме циклуси на пазарот и овие циклуси вас треба да ве радуваат. Кога имате циклус, тоа значи дека имате повторна шанса да влезете на пазарот. Затоа кога гледате ваков тип на падови, значи многу луѓето гледаат леле само негативни вести. Негативни вести во овој момент се одлични. Колку повеќе негативни вести, толку поголем пат на пазарот. Тоа значи дека се врши реалокација на богатството во светот, односно оние кои што имаат многу пари губат затоа што парите им се внесени во пазарот, а вие имате шанса да купите и да земете дел од тие пари кога повторно ќе се вратиме во следниот циклус. Јас не можам да разберам зошто на луѓето толку им е тоа чудно. Значи не само криптопазарот. Значи ја не разбирам и кога на криптопазар луѓето не им веруваат на циклусите. Се има циклус. Значи целиот економски систем е циклус. Еве да ви покажам на пример SPY индексот на месечно ниво. Има циклуси. Значи гледате, еве ова представува bear market. Значи од 2007 до 2009 оној bank crisis, каде што нели повторно муриканците, нормално кој друг може да го зајаве светот, направија банкарска криза која што го различи цел свет. Ова е bear market, но тоа е циклус. Циклусот завршил, гледате што се случило. Гледате го напредокот на овој пазар после тој циклус. Претходно 2001 година до 2001 година оној .com bubble, каде што имаме пат поради интернет, нели она кој што имавме огромни интернет корпорации кои што исчезнаа преку ноќ. Сега да не се лажеме, јас сум бил многу мал во тоа време, но нели се учи, значи ова е нешто што мора да го научите за пазарите. Значи овдека сме имале од 2000 до 2002 година 2 години bear market за да влеземе во bull market следен, каде што сме направиле ново all time high.
Значи затоа ви велам, секој пазар има циклуси, ова што се случува е сосема нормално и не очајувајте оние кои што се наоѓаат моментално овде и кои што го учат овој материјал, се во правилно време на правилно место затоа што се прават пари кога, како што вели нели Рокфелер, иако не ги почитувам ваквите ликови, вели купувајте кога има крв по улиците, па макар и таа крв да е ваша. Во превод и да губите и моментално да сте во минус, продолжете да купувате она што се вели double down, затоа што моментално се наоѓаме на самото дно. Значи и да имаме поголема капитулација, тоа не значи дека ќе отиде до нула. Ништо нема да отиде до нула. Ни традиционалните пазари, ни биткоин, ништо. Значи ова е само нормална корекција. Како што сме имале до сега во 2013, во 2017, после bull маркетот сме имале нормален bear маркет. Не разбирам од каде потекнува волку страф. Значи, тоа е проблемот што до сега 3 пати се покажало дека криптосферата не оди нигде. Дури ако сте уплашени, внесете во акции кои што сигурно нема да одат нигде, значи сигурно нема да престанат да постојат и кога ќе се случи да целиот пазар почне да се движи нагоре, сменете во крипто. Никој не ви кажува дека мора во крипто да чувате, се останува на вас. Но поентата е внесете во било што моментално е ниско. Значи, овој S&P 500 ви кажува дека 500 најдобрите компании во Америка моментално имаат огромна намалена цена на нивните акции, затоа што ова што гледате моментално е збирна вредноста на нивните харти од вредност на нивните акции. И гледаме дека индексот се намалил од вкупна вредност од 480 до моментално вредност на 361, што генерално представува пад од отприлика 25%. А падовите на досегашните bear маркети, еве чисто да ви покажам, само да видите за да знаете, значи на најголемите bear маркети до сега, значи еве да видиме што се случило, колку падна. Значи, гледайте, ова е најголемиот пад до сега, 57%, што е негде слично со овој bear маркет. Значи, и да продолжиме да правиме 25%, замислите колку ќе биде понатаму кога ќе дојдеме во следниот bull маркет. Гледайте. Значи, гледайте колку се качила вредноста на овие, значи на самите акции, кој што се пак на некој начин многу побавен начин на заработка, но е солиден, сигурен начин на заработка. Значи, ова се циклуси, мора да го запамтите тоа. На неделно ниво, како што рекоме, се наоѓаме во ова акумулационо поле, кој што го очекуваме, и моментално SPY индексот се наоѓа на 200 неделната средна вредност, што е солидна потпора и нели, верувам дека ова, значи гледате, се повеќе и повеќе ни покажуваат индикатори дека ова ќе биде неговата крајна дестинација, како и овој канал во кој што неговата вредност се движи во поголемиот дел од овој bull маркет. Значи истата е, гледате, сапорт или пак имаме влез во истиот канал и сапорт кој што верувам дека ќе биде и следната корекција во овој сегмент на самиот канал, што на некој начин би го запрал овој индекс од понатамошен пат и би го внел во следниот bull маркет, но повторно јас верувам дека тоа во следните 2 или 3 месеци каде што ќе имаме нели сите овие midterm elections, следен два уште состаноци на Фед на 1 ноември и оној во декември, потоа ќе имаме нели ваква ситуација со Mt. Gox и слично, верувам дека од јануари следната година веќе ќе бидеме на некој начин на сигурно и дека ќе утврдиме дно и понатаму ќе имаме стабилизирање на маркетите, значи не значи дека веднаш ќе тргнеме нагоре, значи дека ќе имаме стабилизирање на маркетите. Сега, јас знам дека моите видеа се многу долги, јас се извинувам, но за жал некои работи како ова не може да бидат кажани во 2 минути. Јас гледав еден од каналите на Балканов, значи се обидувам да видам која ми е конкуренцијава, значи дечкото објасни инфлација и рецесија во 2 минути. Извинете, ама ако некој може да објасни инфлација и рецесија во 2 минути, нели да не навлегувам кој шо и како, секоја му чест. Значи јас треба да го затворам каналов и оние луѓе што пишувале со децении книги за инфлација, рецесија, за економски појави, ја значи си го трошеле времето за џабе. Човекот во една минута успеа, значи минути 30 секунди успеа да објасни рецесија и инфлација, секоја чест. И на крајот заврши видеото со, знаете што, вие еве гледате че сме во инфлација и рецесија, па сега вие видите кога уствари ќе испаднеме од неа. Многу поучно, значи немам муавет, значи тоа е мојата конкуренција, но за жал моите видеа се долга поради тоа што се полни со информации. Верувајте ми, јас не сакам да губам час и половина, но за жал нема како поинаку да се направи ова, освен да се промине преку него. А ако не научите сега, ќе ви биде касно кога ќе дојдеме во следниот bull маркет. Значи, во однос на биткоин, еве, ќе бидеме што можеме побрзи, но за жал сите овие информации мора да бидат направени, нема поинаку како да се направи тоа. И за оние кои што велат пократки видеа, за жал овој канал не може да направи пократко видео поради тоа што имаме премногу информации преку кои што треба да поминеме и верувајте ми, 1 час или час и половина од вашето време сега ќе значат многу повеќе кога ќе дојдеме во следниот bull маркет, но значи добив порака од човек кој што нема да го именувам,
како што и кажа и самиот е доста интровертен, во кој што вели, значи едно од најдобрите реченици што ја запази во целата порака, вели вака: вика, ова е воз кој што не сите ќе го земеме, нормално не сите ќе го фатиме, но тоа е можеби и подобро. За жал, поентата на нашиот канал е да качиме што може повеќе луѓе на овој воз, но она што го кажа овој човек кој што ми значише многу пораката која што ми ја прати за поддршка, че можам да кажам дека на вистина секоја чест тоа е вистина и тоа е генерално вистината на секој економски циклус каде што луѓето кога треба да бидат најзаинтересирани не се овде, имаат проблем со долги видеа, па сега ли ќе учам, па чекај кога ќе дојде пак на all time high. Тоа е уствари големиот проблем кој што сите луѓе го имаат. Значи не може да чекате да дојде следен all time high за да влезете и да научите, тогаш е веќе касно. Сега е моментот за учење. Така да оние кои што немаат проблем со саа типов видеа, би ве замолил да останете, како што вели ликот кој што ми ја прати пораката, вели оние неколку кои што останали се уште ги следат содржините на ваквите канали, се тие кои што на вистина вреди да се направи материјата за нив. Така да сосема на место го поддржувам она што го кажа ликот и благодарам уште еднаш за сите оние пораки на поддршка. Ние продолжуваме понатаму, кој нема проблем со долги материјали, овдека сме да го направиме тоа за него. Сега биткоин моментално, значи на неделно ниво на овој чарт ни се наоѓа во на некој начин се уште неповолна состојба, затоа што иако имаме зелена точка на моментум, се уште немаме солидно одвојување како во овде. Значи во овој сегмент од јуни до јули, каде што добиваме солиден скок, значи мораме да добиеме прво расширување на базичната и сигналната линија пред да можеме да очекуваме било какво солидно поместување на цената нагоре. Гледаме дека моментално RSI е мртов. Значи истиот не се променил од 27 до 32 и тука. Значи се движи под истото. VWAP не ни дава јасен знак. Моментално гледаме дека имаме одлив на капитал, не прилив во однос на бранот на прилив на пари. И сток RSI е доста висок. Што значи дека на неделно ниво немаме соодветни знаци за тоа што би очекувале понатаму, освен фактот дека правиме триаголник во моменталната, само да ви покажам каде се наоѓа, значи триаголник рековме, во моменталната значи ова е триаголник кој што го правиме со тоа што овој триаголник, како што рековме, ако се сеќавате на првите видеа на триаголници, се движи надолу, односно самиот врв на триаголникот е надолу, што значи дека кога тоа се случува, значи дека 70% од шансата овој триаголник има да ја скрши нагоре, што можеби ќе кореспондира со моменталната добра ситуација на инфлацијата и ќе имаме, да речем, поместување на оваа цена нагоре, но повторно не верувам дека тоа поместување ќе биде масовно. Јас уште еднаш кажувам дека стравот на пазарот е доста голем. Овој триаголник моментално е само една кратка формација која што може да ни покаже на да речем моментално ниво што би очекувале, но се уште е рано за да можеме да очекуваме за солидно поместување на цената нагоре. Со тоа што на месечно ниво сакам да напоменам уште еднаш, ова ќе биде главниот знак што јас го чекам за утврдување на дно, кој што ќе ни покаже утврдување на локално дно и конечно поместување на правот на моментум нагоре, што гледаме дека е почетокот на секој bull market. Значи гледате, почетокот на секој bull market започнува со придвижување на овој индекс нагоре и пресекување на базичната и сигналната линија во обратен правец нагоре. Значи тоа е едно од првите работи кои што ги чекам да се случат, што се случи на XRP, што моментално го видовме во анализата, но нели, ќе почекаме, ќе видиме што ќе се случи околу тоа и останува уште дневна анализа на овој чарт да видиме што се случува. Значи ова се само овие индикатори, значи зборуваме за Bollinger Band, зборуваме за VPVR, кој што нели сега треба да спомнеме исто, значи гледаме дека моментално на дневно, на неделно и на месечно ниво VPVR се наоѓа на последната линија на поддршка, каде што под тоа немаме скоро никаков волумен и можеме да очекуваме солиден пат затоа што под ова веќе нема што да не држи, значи во волумен. Следниот волумен, следната цел која што би можеле да очекуваме е на оној само момент. Многу појасно се гледа неделно ниво, каде што следниот волумен кој што би можеле да го очекуваме како поддршка е точно околу овие локални врвови кои што се оформени на 2019 година, што и мене како месечно ниво ми утврдено како следна мета која што би очекувал за евентуален масовен пат доколку добиеме катастрофален пат на традиционалните пазари, што би се поистоветил со овој VPVR индекс кој што гледаме дека следниот волумен започнува негде околу 12.300, што би кореспондирал со овие врвови два кои што ги имаме на локално ниво во 2019-2020 година, што на некој начин би било и следното ниво, следната мета која што очекуваме надолу. Сега, тоа исто така, кога би погледнем на неделно ниво, извинете, на дневно ниво,
гледате каде, значи гледате од овој, значи од Фибоначи, кој што ни е поставен од локалното дно со капитулацијата на Тера Луна до локалниот врв кој што го оформивме во август. Значи гледате што се случува. Следната мета точно се поистоветува со овие две нивоа кои што представуваат врвовите во 2019 и 2020 година или следниот масовен сапорт на VPVR индексот, што значи дека тоа на некој начин би била следна моја мета доколку добиеме масовна капитулација и верувам последна капитулација во овој циклус, со тоа што уште еднаш мораме да напоменеме дека ако не сте огледали нашето претходно видео, значи ова многу потсетува на овој сегмент од 2017 година, 2018 bear market, каде што имавме, значи, солидирање на цената на биткоин, за да имаме уште една масовна капитулација после ова консолидирање, што мене ако ме прашувате, многу ме потсеќа, че гајте имаме консолидирање на цената и уште еден званичен пат пред конечна капитулација, што мене многу ме потсеќа на овој сегмент кој што гледаме овдека, затоа што имаме консолидирање на цената пред уште еден масовен пат, кој што мене ако ме прашувате, јас лично како водач на оваа група верувам дека следната мета на која што званично би било најпаметно да се внесе се, би било негде околу овој сегмент овде, затоа што мораме да разговараме за званични мети кога станува збор за потенцијален пад на пазарот, за да бидеме припремени и да знаеме што очекуваме во однос на следниот циклус, во однос на движењето на цената, но од оваа корекција која што имаме последниот пад на биткоин, ова и според Фибоначи представува мета каде што би се задржала цената следно, но мораме да видиме дали тоа ќе се случи. Сега уште едно напоменување, секогаш кога имаме стеснување на Болинџер бендот, како што овде кога гледаме тоа, имаме масовно движење на една или на друга страна, но тоа за жал не може да биде добро предвидено, затоа што секогаш кога ќе се стесни, само да ви покажам уште некои такви примери, гледайте, кога ќе се стесни Болинџер бендот, колку е потесен, толку по-силно ќе биде движењето на цената во еден или во друг правец, значи можеме да се придвижиме и ќе видите дека секогаш така, гледайте, стеснување на Болинџер бендот и имаме придвижување на цената надолу и тоа гледайте колку масовно. Значи секогаш имаме прво стеснување на Болинџер бендот пред да имаме масовно движење во една или друга насока. Тоа е уште еден од оние знаци кои што ни се моментално јасни дека навистина ќе добиеме некое масовно придвижување нагоре или надолу, но мене ако ме прашувате во следниот период се покажува дека ќе биде надолно движењето, но нели останува да видиме. Со тоа што нели дури и оваа вест која што ни беше кажана за Mt. Gox може да предизвика пад на пазарот затоа што многу од оние луѓе кои што ќе ги добијат назад коините ги изгубиле уште во 2013-14 година, ако не се лажам, или така нешто беше кога се случи сето тоа, што значи дека тие веќе се во длабок профит, затоа што цената на 2013-14 не може да ја проценувате во однос на тоа колку моментално вреди биткоин. Така да можно е да имаме и масовна капитулација со овој момент, затоа што 140.000 биткоини само што ќе влезат на пазарот, не сите ќе одлучат да ги задржат, тоа може исто така да предизвика пад на цената на биткоин, но нели останува да видиме. Тоа е се што мораме да следиме во следниот период, тоа се некои вести кои што се битни, кои што сакам да ги споделам со вас. Со тоа што сакам да направам и анализа на овој последен чарт, каде што ги имаме 4MAs и каде што ги имаме Bull Market Support Bandот. Значи, Bull Market Support Bandot ни е битно да изгледа вака, за да можеме да разговараме за следен bull market. Значи, XRP ни е прост пример каде што се сомневаме дека навистина е утврдено дно, затоа што гледате, цената успеа да се пробие над 200 неделната средна вредност и над bull market support band, со тоа што истата моментално и направи две корекции до bull market support band и се уште се движи нагоре. Значи, тоа е како треба да изгледа чарт кога можеме да разговараме за оформување на конечно дно. Додека за разлика од тоа, во биткоин моментално сме наоѓаме под bull market support band, сите корекции досега се одбиени и неуспешни и сега повторно се наоѓаме во позиција каде што ќе мораме да го ретестираме bull market support band и да видиме дали имаме доволно сапорт за да можеме да пробиеме над него, но со моменталната економска ситуација не верувам дека тоа е ситуацијата и гледаме дека ова поле, како што разговаравме претходно, помеѓу 200 и 300 неделна средна вредност моментално представува поле на акумулација, кое што ќе видиме дали ќе се задржиме или пак ќе паднеме до она поле за кое што разговаравме како следна мета надолу, но само сакав да напоменам дека 300 неделна средна вредност досега ниту еднаш не била допрена, значи и овде гледаме дека тоест еднаш била допрена, извинете. Значи овде, само во
практично е 2020 година, тоа е вториот сегмент од bear маркетот, каде што имавме повторно паѓање на цената надолу пред самата пандемија, но тоа е нели Black Swan event, така да ваквите Black Swan евенти не може да бидат предвидени, доаѓаат од нигде и ги рушат сите пазари, не само крипто, но тоа е добро. Black Swan event ќе ви дозволи повторно да купите. И во оваа ситуација, значи гледаме дека можеби ова ќе биде вториот момент кога ќе допреме 300 неделна средна вредност, тоа мораме да видиме затоа што досега не било видено, че гледате само еднаш и тоа е само допир и веднаш се коригира цената нагоре. Но според она што го гледаме на пазарот, можно е да ја допреме, па можеби ќе се најдеме и под неа кратко, но јас верувам дека 300 неделна средна вредност е многу јака потпора, кој што се наоѓа моментално на 17.000 и ќе треба солиден притисок надолу за да биде скршена, така да останува да видиме. Значи јас пак ќе напоменам. Дали цената ќе продолжи да се движи во ова темпо, во оваа хоризонтала, затоа што моментално криптопазарот е појак дури од традиционалните пазари, значи зборувам по издржливост, не по капитал, или пак ќе направиме корекција надолу која што ќе биде кратка и веднаш ќе се вратиме над неа, че ја верувам дека тоа се двете опции кои што ни престојат во наредните месеци, но ние будно ќе ги следиме и во одреден момент кога ќе видиме дека се случува првото или второто сценарио, ќе ги пласираме преостанатите 50% од стейблкоини во овие 4 валути во кои што финансираме, со цел да се најдеме во најдобра можна позиција за профитирање во следниот бул маркет. Сега, значи, скоро сме при крај, јас уште еднаш се извинувам, знам дека моментално саат и 10 минути, но замислете дека гледате вести на Сител или на Канал 5, сега ќе добиете повеќе информации од нашето видео, за разлика од вестите, нели? Така да, барем да не ви оди залудно. Пуштете го позадина, нека биде како радио. Значи, моментално имаме екстремен страф од 20, затоа што луѓето се припремаат за утрешниот ден, така да имајте го тоа превид, утре може стравот автоматски да колабира до минимално ниво, или пак да се врати назад некаде во некоја неутрална вредност во однос на тоа каква ќе биде вредноста на инфлацијата, значи имајте го тоа предвид. И утре, значи ако направиме да речем во следниве неколку дена видео, јас само набрзо ќе го напоменам или можеби ќе направиме нисичок, ќе го пласирам на нашиот канал, каде што ќе видите дека буквално така ќе изгледа. Доколку имаме намалување званично на инфлацијата, ќе имаме намалување на стравот, односно ќе се промени овој став на пазарот нагоре. Доколку имаме зголемување на инфлацијата, ќе имаме екстремно паење, односно ќе имаме максимално ниво на страф на пазарот и луѓето ќе продаваат се што имаат и досега. Истото можеме да очекуваме и од Fear and Greed индексот на традиционалните пазари, кој што моментално е на вредност од 19, но ќе напоменам уште еднаш. Значи истата ќе биде ситуацијата. Јас ќе гледам да не го заборавам ова и да го споделам со вас во моментот кога ќе добиеме информации за тоа што се случува со инфлационата стапка, но имајте го предвид тоа дека потребно е барем еден ден за ова да се промени, затоа што откога ќе го добиеме тоа како информација, потребно е да се промени еден ден за да се пресмета моменталниот страф на пазарот, за да видиме дали така изреагирале како што и ние велиме на самиот пазар. Значи, ако тоа е така, ќе видите дека оно што ви кажуваме се е пласирано како соодветна информација, затоа што имаме, значи нели, ово што го анализираме со факти. Ова се на некој начин како што може да видите, повторно, значи, моите финансии и финансово право завршени со примеси на економски факултет се овдека со причина. Јас кога ви го кажам, ова се со дебело подковани факти, затоа и видеата не може да бидат половина час. Ја морам да ви го објаснам целиот овој процес, за да видите како сум стигнал до таквиот заклучок и зошто очекувам ова да се случи на пазарот во однос на тоа што ќе биде резултатот на инфлацијата утре. И моментално исто така сакам да го напоменам овој индекс на CBBI, кој што го следиме уште од почетокот на каналот, кој што представува комбинација од овие 9 индекси и кој што досега многу јасно ги означува врвовите и официјалните дно на секој bear и bull маркет, со тоа што минимални вредности од 2.0 до сега буквално покажувале, значи, дно на bear маркет, каде што моментално се наоѓаме многу блиску до тој сегмент, значи најниска вредност е била 6. Верувам дека следната капитулација ќе не донесе до ова, значи 2 или 0, каде што ќе знаеме дека навистина сме дошли до самото дно. Овдека, например, еден од, да речем, индикаторите кои што не го исполни тоа што го исполнуваше во претходните два бул маркети, ни покажа дека, нели, гледајте овдека, че ние очекуваме дека ќе стигне барем некаде до 90, што не се случи. Значи во тој сегмент CBBI не разочара, но гледаме дека генерално до сега е добар инструмент. Значи, еден од многуте инструменти, не може да следите еден инструмент, мора да следите многу инструменти со цел да добиете слика на тоа
до каде се наоѓаме, дали сме блиску или далеку од дното, дали сме блиску или далеку од врвот. Значи не може да се базирате само на еден индикатор или само на една информација. Мора да направите целосно истражување. Затоа ова бара часови, затоа овие видеа траат часови, за да може сите овие информации се склопат во едно видео каде што може да направите собствена слика на тоа каде се наоѓаме. А тоа е многу битно. Значи вие треба да направите слика, не ние да ви кажеме каде се наоѓаме. Секој од вас треба да направи собствена слика за тоа каде се наоѓаме и за тоа дали ризикот моментално на пазарот е соодветен за тој да влезе или излезе од него. И следно што навистина секоја што бидам да ви го пласирам е: не заборавајте дека се наоѓаме на 566 дена од следниот халвинг. Значи ние се наоѓаме многу далеко од следниот циклус. Не го заборавајте, тоа има многу време. Но овие 566 дена сватете ги како солидно време за да научите. Не само од нашиот канал, има многу канали на Балканот кои што вредат, има многу канали во светот кои што вредат. Ако знаете англиски, има солидни канали кои што носат солидна како да кажем, едукациона можност за вас. Значи, овие 566 дена нека ви бидат водилка и време во кое што вие треба да се надградите себе си и да бидете спремни за следниот финансиски систем кој што доаѓа многу брзо, а луѓето не го гледаат тоа. Значи, јас не можам да разберам кога, разбирам дека вас не ви е пласирано тоа на вести, никој нема да ви го пласира. Затоа што не може вас да ви кажат дека се спрема ISO 20022 додека големците се уште не купиле. Значи прво големците треба да купат, па вас ќе ви кажат кога сето тоа ќе биде спремно. Кога они ќе бидат спремни за вие да бидете овците кои што ќе дојдат и они ќе ве истрижат повторно. Значи истото е и со регулативата. Значи регулативата прво се информира на големците за они да купат. За вие кога ќе дојдете на пазарот веќе да биде купено, големците да ви го продадат вас, се разбираме? Значи моментално финансискиот систем во светот е направен така да сиромашните дознаваат последни. Поентата на каналов е да го смениме тоа. Значи не само на нашиот, верувам дека и од оние колеги мои кои што работат на Балканот и пошироко се обидуваат ова да го донесат до секојдневниот граѓани. Затоа што верувајте ми, богаташите имаат многу посолидни извори од нашите, имаат соодветни луѓе кои што се платени да им кажат кога да купат и кога да продадат на пазарот. Но тоа го немаме ние. Затоа овие 566 дена нека бидат моментот каде што вие ќе се едуцирате самите за кога да влезете на пазарот и кога да излезете, да не бидеме повторно позади оние кои што се добро информирани. Затоа уште еднаш благодарам на сите оние кои што ни носат информации, како што уште еднаш ќе спомнеме господинот Александар Митич, благодарам уште еднаш, значи досега се што било пласирано од него е солидна информација, затоа сме интегрирале во нашата анализа и ќе ги замолам сите кои што имаат било каков тип на познавање, значи ние сме отворени за соработка, луѓе. Слободно соработувајте со нас, гледате дека сме одговорили на сите пораки, сите коментари. Значи ако имате нешто што ние не го знаеме, споделете го со нас. Овдека сме и да научиме. Значи ние имаме познавање, но учиме секојдневно од вас. Така да гледате нас, не ни е проблем да кажеме дека сме добиле одредена информација од некого и да пласираме на каналот затоа што е солидна, затоа што е проверена, затоа што навистина има логика во сето она што се случува моментално во светот. Значи, овој каунтер, ако мене ме прашувате, јас би го поставил кај мене над зидот, само за жал се уште не сум доволно стручно спремен за да можам тоа да го направам, за да можам да гледам секој ден каде се наоѓам во одреден циклус, затоа што овој циклус моментално значи за одредени луѓе како нас промена на целиот финансиски живот на светот. Така да имајте го овој каунтер, значи од време на време на вашиот десктоп, чисто да ви покаже каде се наоѓате, затоа што верувајте ми овој каунтер до сега не излажал. Значи, зборуваме за алгоритам. Не е ова ветување, не е ова предизборно ветување дека нешто ќе се смени, ова е алгоритам. Ова не може да се промени и да сакате, така да овој каунтер треба да ви биде основата на цела едукација. Овдека се гледа колку време имате и што ќе се случи понатаму. И пред да го завршиме ово видео, само на кратко сакам да го напоменам секој пат, значи многу сакам да го напоменам ова, посебно за оние утре кои што знаат нели што ќе се случи, знаат како да се постават со леверидж. Значи ова секогаш ми е водилка затоа што еве на нормален ден имаме 10 милиони шортс и 3 милиони лонгс ликвидирани. Значи утре, нели, верувам дека со фир на пазарот, заедно и ова, ќе го поставиме кај нас на каналот за да видите дека многу од оние кои што ја разбираат и кои што знаат точно што ќе се случи, ќе бидат детално ликвидирани, посебно оние кои што работат со леверидж. Затоа уште еднаш напоменувам, значи ако знаете што правите во ред, тогаш секоја чест, но ако не бидете, значи да се истрчете на пазарот и да внесете пари и да бидете ликвидирани, затоа што големите риби ги користат ваквите денови каде што наводно оние сиромашните знаат што прават за да ги ликвидираат.
Така да бидете предпазливи, утре е жесток ден во кој што добиваме солидни манипулации и солидни волатилности на пазарот. Ве молам, бидете внимателни пред да ги внесете вашите тешко заработени пари, посебно во леверидж ситуации. Значи тоа е нешто со нашиот канал никогаш нема да го предложи на вас. И уште еднаш, значи сето ова што го направивме, сето ова што го гледате е само едукациона материја. Ова е како ние како канал, ние како група одлучуваме што ние правиме со нашите финансии. Немој ова да ви биде единствената водилка за тоа како вие финансирате, вие мора да направите собствено истражување на пазарот и ќе ве замолам, користете ги сите овие информации, бесплатно се направени за вас, со цел да ви помогнат да дојдете до онаа финансиска стабилност, до онаа финансиска независност која што на сите ни е потребна. Посебно на тие што доаѓаат од нашата земја, сите знаеме како се заработуваат парите кај нас и колку истите значат. Значи јас многу би бил радосен кога во следниот bull маркет би можеле да дојдете на вашиот шеф и само да му кажете вака: пријатно, јас завршив со работното место. Значи ако мене ме прашувате, тоа ќе биде од најголемите успеси што се успеале да го направиме како канал. Тоа е целта на самиот канал. Уште еднаш ви благодарам што следевте нашите видеа. Ќе замолам оние кои што гледаат нашите видеа, не ли направиле субскрипција, направете го тоа е само една мала поддршка на каналот, мала поддршка на нашиот материјал да стигне до останатите луѓе кои што се уште не знаат дека Македонија има соодветен крипто канал. Без навреда на моите колеги, но нашата работа моментално, како што гледаме, многу поекстензивно од останатите канали. Јас би ги поканил, како што и претходно ги поканив на соработка. За жал, никој од каналите не го прифати тоа. Повеќето од нив се презафатени со соодветни обврски, така да за жал моментално остануваме единствените во Македонија, што е генерално многу жално, но ова е мала поддршка која што може да дадете на нашиот канал со цел да можеме да пораснеме и понатаму, значи да дојдеме до што повеќе луѓе, затоа што гледате дека нас не ни е проблем моментално да разговараме 1 час и 20 минути на оваа тема. Вас ви треба буквално 5 секунди да притиснете subscribe и да притиснете share, на тој начин да донесеме повеќе луѓе едноставно да дознаат за ваквата тема. Благодарам уште еднаш од срцето на Малта. Се одјавуваме до следното видео и следното видео ќе биде за да го стројавме Polkadot, како и спорт и NFT коини. Тоа е следното што се обидуваме да го направиме до крајот на неделата. Ќе гледаме тоа да го направиме од некој сончев предел, значи не од канцеларија, и на тој начин ќе биде по лабаво да речем за нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео од Криптогемиџија.